Почитувани, распадот во образованието нема крај. Повторно дојави за бомби во училиштата и повторно никаков план, насоки, препораки за евакуација на децата и надокнадување на изгубените часови. Го информираме министерот за образование, кој можеби и ги знае податоците, но ништо не превзема за секојдневни огромни пропусти. Прво, состојбата во државен испитен центар. Над 600 кандидати за полагање на приправнички испит, на кои без образложение им беше ускратена есенската испитна сесија, немаат никаква информација за одржување на испитот. На 111 кандидати за стекнување на лиценца за директор не им се решава проблемот со незаконското закажување на испитот, кој ни по една година, а за некои и повеќе, не можат да го завршат, и тоа не по нивна вина. Некој за ова треба да одговара, и тоа за злоупотреба на службена должност. Министерот му ги одзема ингеренциите на градоначалникот во Виница и постави директор за кој постои основано сомнение дека има фалсификат сертификат за јазик. Всушност, сертификатот е издаден од непостоечка институција во Бугарија. Предметот е во судска постапка. Го информираме министерот дека ова не е единствен случај и дека голем број директори на СДСМ се со сомнителни сертификати за познавање на јазик. Фалсификување документ е кривична одговорност, но министерот тоа не го интересира. Понатаму, учениците во математичко-информатичката гимназија протестираа и не посетуваат настава заради ускратување на соодветно образование од соодветни професори. На полугодие им избираат нови професори, а одбиваат еминентни стручњаци. Најзаинтересираните деца, оние кои се определиле за математика, напорно учење, надпревари, се спречени од власта да успеат во своите цели. Понатаму, спроведување на новата концепција на Мила Царовска во пето оделение предизвика проблеми во изведувањето на наставата. Каде што нема технички средства, например, за предметот техничко образование и информатика, таму и часовите се несоодветно распоредени на наставниците и дополнително наставниците не се дообучени за спроведување на новата наставна програма. Понатаму, некои ученици имаат проблем со превозот до училиште. Например, деца од село Илиово, Делчевско, не посетуваат настава. Еден родител се нафатил за одредена цена која ја плаќаат учениците да ги вози до училиштето. Градоначалникот не превзема никаква активност да им го реши проблемот. Ки има ли одговорност? Има уште многу, но поентата е во тоа што системот комплетно се распаѓа, а никој не води грижа да го запре овој распад. Власта на СДСМ и ДУИ во моментот го зголемува мнозинството, кое никако не може да стигне до 80, па од тука произлегува прашањето зошто го прави тоа, наместо да ги решава секојдневните проблеми на населението. Образовниот систем го проби дното. Доста е. Решение се предвремени парламентарни избори. Време е. Благодарам.